Бајколент. Аудио бајки. Цртеж. Татко му на Зоки не е многу дома, но кога е, тој речиси целото време му го посветува нему. Денеска тој му покажува како се бои веќе нацртана куќа. Тато ќе нацрта куќа и Зоки ќе нацрта куќа. Потоа тато ќе ја обои куќата. Покривот со црвена боја, ѕидовите на куќата со жолта, прозорците со кафеава, тревата околу куќата со зелена, а небото со сина боја. Сега е рети на Зоки. Можеш ли сам? Го прашува тато. Можам, вели Зоки. И го обојува. Покривот со зелена, куќата со сина, небото со кафеава, тревата околу куќата со црна, а прозорците со жолта боја. Не, Зоки, вели тато. Куќата и прозорците можат секако да се обојат, но тревата не може никогаш да биде црвена, ниту пак небото кафеаво или пак покривот зелен. Погледај го пак мојов цртеж и почни одново. Зоки го погледнува татковиот цртеж и почнува. Сега небото е црвено, покривот жолт, а тревата околу куќата кафеава. Пак почнува одново. Но еве, небото е сега зелено, тревата сина, но затоа пак покривот е црвен. И уште само еднаш. И покривот е црвен, небото сино, но затоа пак тревата е жолта. Тревата е жолта само кога е исушена, сине, му вели тато, а нашата трева е зелена. Обоја правилно уште еднаш и готов ќе биде цртежот, но на Зоки веќе не му се црта. Тато, вели тој, но додека јас цртам, тревата се исуши. Ако, нека остане жолта. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.